Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Во денешната епизода зборуваме на тема дохранување. Дохранувањето, во принцип, особено на почетокот, нели веднаш после породување, е нешто кое што е релативно често, нешто кое што воопшто не треба да не плаши или да ни створи некоја непријатност дека леле сега мора да се дохранува, нешто не е во ред. Меѓутоа, би сакала во оваа епизода малку повеќе да обрнеме внимание на тоа како дохранувањето да биде поддршка за доењето и да препознаеме кога дохранувањето во принцип е препрека за доењето. Тоа не можеме да го направиме без навистина да знаеме како функционира лактацијата, па тука прво би сакала накратко да го објаснам самиот процес на лактацијата, како се создава млеко. Сето тоа е многу детално објаснето во модул 1 од курсот за доење. И не џабе тој модул 1 го имам буквално и наречено себеспознавање, заради тоа што сметам дека навистина е круцијално да сите семејства си го познаваат своето тело, ја знаат анатомијата, физиологијата, буквално на лактацијата, и знаат што се случува, како се произведува млекото и со сето тоа знаат по принцип како да управуваат или да менаџираат со самиот процес на доење. Многу бев среќна кога ми стигна еден имейл од една трудница во моментот што го следи курсот за доење и баш би сакала да ви прочитам еден дел од имейлот. После слушање на модул 1, желбата да го дојам моето дете е уште поголема. Целата презентација беше премногу добро скоцкана, верувам дека голем дел од мајките, меѓу кои сум и јас, достига не се запознаени, а од клучно значење е анатомијата на самата града и начинот на создавање на мечиното млеко. Уште повеќе ми се потврди одлуката дека не треба да слушам совети, искуства, што е правилно, што не, на колку часа е потребно да се дои бебето, пријателки, така натаму, познанички, роднини, заради тоа што само со едукација можеме да нели се тоа да го пребродиме. Бидејќи модул 1 и баш за тоа зборува, значи зборува и за кои митови зошто се некои работи, митови зошто некои совети колку и се добронамерни можат во принцип она што го викаат на англиски to backfire, значи буквално да не доведат сосема во спротивната насока. Меѓутоа, многу накратко, како функционира нашата града? Значи, нашата града функционира така што на почетокот, како резултат на породувањето се случува надоаѓањето на млекото. Значи, се случува дури најчесто, дури и без да имаме било какви стимулации, заради тоа што нашето тело знае дека поминал процес на породување, постелката се одлепила од матката и тука хормонално се случуваат некои подесувања да буквално самото млеко надојде. Сега, во која количина ќе надојде? Како ќе надојде? Тоа многу ќе зависи од токму од она што правиме во тие први мигови во после породувањето, што правиме, дали ги празниме градите, дали бебето цица, дали сме со бебето, дали бебето е одвоено и дали добива дохрана и колку дохрана добива. Затоа викам тука дохранувањето може да е пријател, меѓутоа може да не е многу голем непријател на лактацијата. За ова да можам да го објаснам, мене ќе ми треба многу повеќе од една епизода, затоа и би сакала да замолам за вашето разбирање, доколку нешто не е скроз јасно, да ми напишете, заради тоа што стварно не би сакала да ја должам оваа епизода, е навистина една многу специфична механизација која што се крие нели под производството на млеко, самата лактација. И затоа би дала тука директно примери.
Она што треба да го знаеме за лактацијата, како што реков, е дека во која мера ќе најдојде млекото и колку, тоа не можеме да го знаеме. Викаме дека се случува тоа наdoаѓање пред се како резултат на хормонални промени, меѓутоа значи во која мера сето тоа ќе се реализира тука не знаеме. Може имам многу често, значи имам мајки кои што произведуваат многу повеќе од колку што му е потребно на бебенцето, меѓутоа имам и мајки на кои што пак им треба дополнителна стимулација покрај она која што ја прават нели самите хормони. Затоа е многу важно да знаеме, да препознаеме што се случува и да знаеме како сето тоа да го менаџираме. Затоа што ако сте вие, да кажам, нели една од оние каде што лактацијата или надоаѓањето на млекото е, да кажам, во солидна количина на самиот почеток, тогаш треба сепак да знаеме, нели, како да го храниме бебето, да знаеме дори дали можеби треба да се измозиме, затоа што пак неотстрането млеко од градата ни е ризик за маститис. И многу важно да знаеме како да дохрануваме, дали воопшто треба, и тука би сакала да го потенцирам оној момент на паника и страф од непознатото, од тоа што немаме искуство и нормално кај нас важи една огромна, има една огромна масовна, мислам дека паника за гладно новороденче, бебето само да не е гладно и секој плач интерпретиран како глад. И многу често семејствата не се едуцирани кои се други знаци треба да ги следат за да знаат дали бебето е гладно, бидејќи плачот само како плач не е по автоматизам единствен знак, да речеме, по автоматизам знак дека се работи за глад и единствен знак кој што ни покажува дали бебето е нели гладно или најадено. Заради тоа ве охрабрувам стварно да прочитате малку повеќе кои се и другите знаци, како нели ќе знаеме, еве тоа можеби да биде една инспирација за следна епизода. Меѓутоа тука би сакала, како што реков, само преку примери да ви начнам некои работи. Пример. Многу често мајката е испуштана дома, стома за секој случај дај 2-30 мл. Сега, тие 2-30 мл, како што реков, може да бидат навистина потребни, меѓутоа може да направат проблем. Кога се, да кажам, поддршка на доењето? Кога мајката нема оној што викаме хормонален пуш што се случува, не е толку изразен, или во ситуации, пример, кога мајката имала царско породување, па малку тоа надоаѓање на млекото може да биде одложено, што не мора да значи, меѓутоа постои шанса и така, има одредени ситуации кога тоа може да се случи. Тука, например, може да имаме од дохранувањето, значи може да ни биде, да кажеме, поддршка, бебето сепак да добива млеко. Меѓутоа, што треба да знаеме? Само ако дохрануваме, без да стимулираме, значи без да ги стимулираме нашите гради, тоа е млеко кое што бебето го добива екстра, без нашите гради да знаат дека бебето го добива тоа млеко. А нашите гради имат тенденција да прават онолку млеко колку што е отстрането. Значи, буквално секогаш ја правам аналогијата на една фабрика. Имаме фабрика, почнува со работа. Колку ќе се купува од производот, толку ќе се оптимизира самото производство. И машините, работата, количината на производи, дури и да имаме огромни магазини за складирање, ако ние не ги полниме, буквално нашето тело ќе знае, добро, нема што да го полнам и да ризикувам да ми се преполни магазинот со милиарда производи, тогаш, пошто постои друг ризик, треба да ги изгасам машините нели што го произведуваат мојот производ, тоа ќе ме кошта многу повеќе за повторно да ги уклучам и така натаму. Значи, нашето тело сака буквално едно континуирано производство. И значи да си има еден ритам, колку толку нормално постојат варијации во тој ритам, меѓутоа тој ритам е навистина од голема важност. И затоа секој екстра млеко дадено на нашето бебенце, без да биде на некој начин наговестено на нашето тело, е купен производ од друга страна за кој што ние немаме поим дека постои толкава побарувачка. Сега, ако ние, пример, даваме млеко, меѓутоа
екстра ги стимулираме градите по цена на тоа што дохрануваме, тогаш викаме дека ја правиме ние екстрата нарачка, а само треба време додека нашето производство да се зголеми и да ја достигне побарувачката. Меѓутоа, многу често, најчесто во моето секојдневие, работам со семејства кои што дохрануваат без при тоа да стимулираат. Или така им е речено, едноставно чекај само бебето нека цица повеќе, па понатаму, нели самото млеко ќе се дојде и преку цицање ќе дојде сето тоа. Работата е особено, па ќе речем, повеќе слоен проблем, многу пообемна тема, затоа би ви препорачала да ја слушнете. Имам исто епизода на овој подкаст. Значи, се работи за, сега ќе видам, да, епизода број 4, каде што зборувам за сопки на патот, дохранување со шише. Значи, едно е дохранувањето, меѓутоа друго е шишето само по себе како метод. Таму многу убаво можете да слушнете и да се едуцирате зошто шишето не се препорачува особено на почетоците, значи викам во фаза на кога работиме со новороденче и кога работиме на доењето. Затоа би кажала дека дохранувањето не само што во оваа ситуација не прави некаков проблем, тука може, ако се појави, како што реков, преференца за шише како метод на хранење, дури да се намали доењето како стимулација. Ние мислиме дека стимулираме, дека кајде ќе го тргнеме шишето, а спротивното се случува. Бебето се повеќе сака да пие од шише. Заради тоа, би кажала, мора многу да се внимава на ситуацијата, буквално да се разгледа од сите можни страни, и ако дохрануваме, секогаш треба број 1 да се на некој начин да компензираме за дадената дохрана, особено ако е адаптирано мајчино млеко, адаптирано, а не е мајчино млеко, сакам да кажам, а ако е мајчино млеко, тогаш треба да се запрашаме зошто бебето го добива екстра, дали може би е жолтица во прашање, не цица ефективно и што може да направиме, нели, за да го поттикнеме бебето поефективно да цица на града. Затоа викам, секое дохранувањето е само дохранувањето го правиме како резултат на нешто. Значи како резултат на некој предизвик кој што го имаме. Дали предизвикот е лактација, значи количината на млеко, дали е предизвикот самото бебенце и ефективноста на цицањето, тоа мора да се види. И самото дохранување нам не ни го решава тој проблем, го решава само последицата од тој проблем, а тоа е, нели, да речеме, недоволен напредок во тежина. Ние дохрануваме, бебето крева на тежина. Меѓутоа, тој проблем, ако не го погледнеме ние да видиме што се случува и како можеме ние тој проблем да го решиме, тогаш ние нема да се, како да кажам, нема напорот наш да дохрануваме со цел дека тоа ќе го спази само доењето, ќе биде, како да кажам, ќе биде за џабе. Едноставно џабе сме се мачеле, дури може да навлеземе во повеќе проблеми. Затоа на сите семејства би им препорачала, значи, да внимаваат кога дохрануваат, како дохрануваат и најважно од се, зошто. Бидејќи дохранувањето, запомнете, е алатка со која што ние се справуваме заради некој проблем што го имаме. Значи, тоа е алатка која што ни помага да премостиме некој време додека да откриеме што се случува, затоа што бебето во никој случај не смее да пати. Меѓутоа, купуваме време за да откриеме што се случува, да бидеме сите мирни. Компензираме до тогаш, значи буквално даваме екстра стимулации на нашето тело. И гледаме што се случува и каде е во принцип нашиот проблем. Затоа викаме, кога го правиме дохранувањето плански, со концепт, откриваме што е работата и имаме план, ова е мојот проблем, проблемот вака од прилика треба да се реши, тогаш ќе дохранувам плански, ќе дохранувам вака, ќе дохранувам волку, ќе компензирам, нели целото тоа дохранување што го давам, ќе компензирам со тоа што дали ќе се измолзам и така натаму. И ако го правиме сето тоа плански, тогаш дохранувањето ни е пријател и ми помага во доењето.
Секое дохранување што го правиме превентивно, за секој случај, без при тоа да бидеме свесни дека може да ни направи некаков проблем, тогаш ние може би мислиме дека правиме се добро и дека правиме се добро за лактацијата, меѓутоа во принцип да одиме буквално во спротивната насока. Затоа внимавајте многу. Најчестиот предизвик, како што реков, со семејствата е следниот. Бебето добива адаптирано млеко и многу е важно да се напомене кога добива бебето адаптирано млеко, најчесто останува сито подолго време. Останува сито заради тоа што прво добива и најчесто поголема количина, бидејќи ја добива со шише, ја добива за многу краток период, бидејќи ретко кое семејство слушнало за техниката ритмичко дохранување со шише, техника која што исто во споменатата епизода на подкастот убаво ја објаснувам, и заспива подолго време. Во тоа време, значи, особено ако бебето претходно имало неефективни подои, мајката уште толку ја убедуваат или и се убедува самата себе си дека детето мој беше гладно, еве сега после адаптираното млеко, моето бебе супер спие и е многу мирно. Во принцип, знам дека можеби ќе ви звучи чудно, меѓутоа ние и не сакаме бебињата многу често да спијат, не сакаме да влезат во длабок сон, особено новороденчиња. Сакаме напротив да имаат лесен сон, да имаат поплиток сон, да се будат почесто, да цицаат почесто, предси како превенција од СИЦ. Ова многу подетално го обработувам во модул 17, спиењето и доењето, како сте поврзани, што е нормално што да очекуваме со кога имаме не само новороденче, па дури и понатаму во животот, што да очекуваме од спиењето и како сето тоа е поврзано со доењето и зошто. И најважно од тоа е кога правиме една таква ситуација каде што бебето заспива 4-5 сати, длабок сон, буквално никаде го нема, тогаш најчесто градите наши немаат нарачка. Сега има спротивна ситуација, имаме бебе кој што има жолтица, стварно многу спие дури на града кога го ставаме, ама имаме мајки во таа ситуација што знаат и се свесни и почнуваат со стимулирање, со измолзување. Се молзат за да ја задржат лактацијата, бидејќи ако не го прават тоа. И значи ако ние ги оставиме градите да ја немаат нарачката, тогаш буквално се случува следното, лактацијата се намалува. Зошто? Затоа што немаме нарачка, немаме стимулација, нашето тело не знае што се случува и едноставно вика, ова млеко што и досега беше произведено не е потребно, едноставно мора да се успори со производството. А ако ние дохрануваме од страв дека немаме доволно млеко, што правиме? Се вртиме во круг. Наеднаш стварно немаме доволно млеко, бебето повторно добива адаптирано млеко, затоа што мајката нема доволно млеко, останува сито подолго време, градите повторно немаат нарачка, мајката не компензира за тоа што имаме, заради тоа што бебето спие пропуштени, да речам, нарачки, затоа што воспротивно бебето би било будно, би сакало поинтензивно да цица. Сите тие информации ние не ги добиваме во нашето тело дека бебето има потреба, не ги имаме информациите дека добила адаптирано млеко и наеднаш доаѓаме во една ситуација каде што и тоа млеко што го имаме, ако не правиме ефективно отстранување на истото, неговото останување во нашите гради ќе сигнализира намалување на производството, бидејќи нашето тело има таква тенденција, значи секое млеко кое што не е искористено, сака едноставно да го намали, затоа што ова е вишок, ова едноставно е непотребно. И доаѓаме повторно до онаа точка од каде што сме тргнале. Лактацијата навистина се намалува и немаме доволно млеко за бебето да може да е на ексклузивно доење, што значи имаме потреба од дохрана. И тука е тој круг во кој што ние цело време се вртиме, се додека навистина млекото цело време се намалува, потребата од адаптираното млеко се повеќе расте и ние наместо дохранувањето да го искористиме како поддршка за доењето, може да се случи токму спротивното, значи ние да завршиме со доењето, наместо да завршиме со дохранувањето и да останеме на ексклузивно доење. Стварно се надевам дека колку толку концептот кој што го имам за оваа епизода
успеав некако да го доловам, иако навистина не може епизодата да трае толку долго колку што јас би сакала да зборувам на оваа тема. Би сакала само да го на некој начин да го сумирам следното, да го резимирам следното. Значи, број 1 би кажала, внимавајте со дохранувањето. Може навистина да е голема поддршка за доењето, меѓутоа ако знаеме да го испланираме. Заради тоа, секој пат кога ќе добиете совет, значи за дохранување, особено од стручно лице, обавезно прашајте зошто. Затоа што дохранувањето, потенцирам, не е решение на проблемот, дохранувањето е решение на последица која што настанува од некаков проблем. Пример, во случајот дохранувањето би било решение на недоволно качување со килажа. Меѓутоа, недоволно качување со килажа, да, е на некој начин проблем за нас, но тоа не е проблемот. Тоа е последицата од нешто што се случува, од некој предизвик, од некој проблем. Ако ние не го решиме тој предизвик, големи се шансите, значи, тој да си перзистира и ние едноставно да не можеме со самото тоа што ја третираме последицата магично да го искорениме и проблемот. Тоа многу ретко се случува. Тоест, зависи нели што бил проблемот, меѓутоа најчесто проблемите кои што не водат до дохранување не исчезнуваат туку така преку ноќ. Осам ако не било дохранување, малку ми било страв, па за многу брзо добив поддршка, добив сила, едноставно тргнав до храна и све, нели, успеа. Да не навлегувам во такви единечни ситуации, повторно ќе речам секој пат, значи кога ќе ви каже некој за дохранување, запрашајте се за следното или прашајте го следното. Број 1. Зошто? Значи која е причината или во што се сомнева која би можела да биде причината? Како би се справиле со причината? Со што да дохрануваме, мајчино млеко или адаптирано млеко? Тоа се детерминира во зависност од потенцијалниот предизвик. После тоа, на кој начин да биде на еден, да речам, френдли начин за доењето? Колку често, по колкави порции сето тоа убаво да се испланира? Запрашајте се под она, нели, со што, дали мајчино млеко или адаптирано, тука би имало и подпрашање како компензирам јас ако давам адаптирано млеко. Како му кажувам на моето тело, ако нели причината е немам доволно млеко, како му кажувам на моето тело, треба да направиш повеќе. И најважно исто така, до кога? Кој е концептот, кој е предизвикот кој што стои пред мене, до кога јас би требало да дохранувам и кој е планот за да се престане со дохранувањето, доколку нели целта ви е ексклузивно доење. Значи, тука се навистина има многу прашања кои што семејствата, кои што најчесто јас нели ги имам на советување, не го прашуваат тоа, или ме прашуваат мене, меѓутоа не го прашале кога им било кажано, дали можеби од стигмата дека ако речат, ама чека, јас не сакам да дохранувам, јас сакам стварно да дојам од стигмата дека леле, лоши родители, како сега нели како така се дрзнуваат, па бебето гладно ли ќе седи, мислам таа паника, тој страф и од осуда, од неверување во себе си и дури не знам како желбата да сакам ексклузивно да дојам да е нешто, да е хир на мајката, а воопшто не е, да речеме, нели легитимно барање, легитимна желба за сопственото бебе. Заради тоа би кажала, имате право на сето тоа, имате право на стручна поддршка за да го остварите сето тоа. Тука некаде стварно би ја завршила оваа епизода со тоа што би ве замолила да ми споделите дали резонираше се во ова со вас, дали успеав во овие, да кажам, 20-25 минути да го споделам она што стварно сакав со оваа епизода и секако ако имате прашања, слободно може да ми ги поставите и секој пат се нели добре дојдени идеи за нови епизоди. Ви благодарам многу и се слушаме во следната подкаст епизода.